Османи е должен да информира јавноста дали 28-годишната Бесмира Ејупи е вработена во Министерството за надворешни работи и зошто била избрана за таква позиција, порача Славица Грковска, заменичка на председателот на владата задолжена за политики за добро владење. Според членот 9 од Кодексот за етичко однесување на членови на владата, Османи е должен да одговара на прашањата на јавноста за аспекти од работењето на институцијата со која раководи. Министерот за надворешни работи има обврска да биде транспарентен и да ја информира јавноста дали таа личност е вработена во институцијата, во каква постапка и зошто е токму таа избрана за таа позиција. Од МНР во изминативе 4 дена не се одважија да одговорат на прашањата од новинарите, според кој оглас е вработена Ејупи и со кои квалификации, дали ќе добие безбедносен сертификат и дали се подготвува за дипломатска мисија или пак воопшто да дадат било каков став за несудената конзулка во Њу Јорк. И премиерот на новинарско прашање за вработувањето на презентерката во Министерството за надворешни работи им порача на новинарите дека повеќе информации може да добијат од Османи, а критиките од опозицијата за Ејупи ги нарече шовинизам кон жени. Јас гледам во континуитет и што не ми се допаѓа една висока доза на шовинизам од страна на опозицијата, особено насочена кон жените. И тоа во континуитет се случува и тоа не е добро. Второ, и вие искористивте еден израз да некој се вдомел некаде. Меѓутоа, јас на вистина ова го сметам за административно прашање во рамки на Министерството за надворешни работи и затоа сигурно дека може повеќе информации да ви даде министерот за надворешни работи. Пред неколку месеци владата демантираше дека Ејупи е кандидат за конзул во Соединетите Американски држави, а во тек е истрага како таа станала корисник на хонорари во износ од 12.000 евра од неколку државни институции. Притисокот од јавноста после изгледа спречи да стане конзул во Њу Јорк, но според информациите кои сега се во јавноста, се подготвува за дипломатска мисија и е започната постапка за добивање на безбедносен државен сертификат. Бројни експерти веќе реагираа за, како што велат, аматеризмот во дипломатијата кој станува практика, бидејќи наместо експерти во консуларни представништва праќаме нестручни лица.